Колку проценти, односно кој молекул е најприсутен во телото на човекот? Водата. Ние сме од вода. Ние сме 75% вода. 70% од планетата наша е вода. И потоа не треба да се чудиме зашто водата или терапијата со вода добро делува на човечкиот организам. Вода со вода, одат заедно. Ке одиме денеска со хидротерапија број 2, втор дел. Ке повториме некои работи, може би сме ги заборавиле. Значи, рековме, тоа е користење на водата при лечење како терапија, тоа е хидротерапијата. Спомнавме и тоа, да повториме дека обично, нели, кога се користи хидротерапијата, или се користи топла облога, или ладна, или пак топол туш, или ладен туш, така натаму, тоа се двете версии. Кога се става топло или ладно на кожата, се постигнува реакција и во самите внатрешни органи, значи не само надворешно на кожата. И сето тоа зависи од време траењето на примената на тоа топло или ладно. Спомнавме да се подсетиме ефектите од ладното. Ако имаме кратка примена на ладно, ја зголемува активноста на крвта, а долгата примена ја намалува активност. Исто и кај топлото, значи кај кратката примена имаме зголемување на телесните функции, има стимулирачки ефект кратката примена на топлото, а доека долгата примена ги намалува телесните функции, има релаксирачки ефект. Со кого правевме мовет деновиве, мислам дека беше брат Гоце, поминаа тие денови месечини кога знаеше човек да се опушти, да легне дома во када, да си наточи онака топла водичка и да си уживка. Сега е тушот. Може ги имаме кадите дома, ама обично е туш. Во прашање дали се нема време, дали што е, меѓутоа тоа релаксирачко влијание или ефект што го има продолжената примена на топлото. Како и кај ладното е исто. Спомнавме пак да повториме, хидротерапијата се користи за да ја олесни циркулацијата на крвта. Рековме дека здравието највеќе зависи од циркулацијата. Да поттекне формирање на нови крвни зрнца, пред се белите, значи крвни зрнца или клетки, со што пак имаме поголема заштита, знаеме зашто служат тие. Хидротерапијата го релаксира или стимулира нервниот систем, значи во зависност од користената метода, како што веќе спомнавме, и помага во намалување на болката или отокот. Го спомнавме и ова, значи треба да се биде внимателен, посебно со диабетичарите или постари луѓе, или мали деца, или сите оние кои што имаат оштетување во крвните садови, па имаат, значи, и пореметен осет за тоа што е топло и што е ладно, така да не треба да се избегнува и да не се користи во такви ситуации. И сега вечерно ќе видиме една друга метода на хидротерапија, која што веднаш да ви кажам дека е малку посложена од првата што ја гледавме овде, значи потребно е малку ангажман, повеќе, меѓутоа е многу делотворна. Ви кажувам од лично искуство. Тоа се топлите облоги. Еве, кога се користи оваа метода, значи болки во зглобовите или невролошки болки, тензија или болки во мускулите, инсомнија или несоница, за загревање на ткивото, значи пред масажа, или како припрема за ладен третман, при натрупување на крв, конгестија, како го викаат во градите, тоа е при настинка, бронхитис, пневмонија, исто така. Да ви кажам, после само една примена, значи неколку облоги, не знам точно колку беа, што Снежа ги направи на баба Олга, пред неколку месеци беше тоа. Значи, со истиот овој метод што ќе го видиме, подоцна, да не ви објаснувам, таа толку многу слуз извади после тоа,
од белите дробови, тоа е чудо. Значи, од само еден третман, од неколку облоги. Така да доста помага при настинка, бронхитис, пневмонија и така натаму. Нервоза. Топли облоги кои што се ставаат долж рбетот, рбетниот столб, и едноставно ако сакате да се испотите, значи да исфрлите дел од токсините, од нечистотијата, исто така може да се користи оваа метода. Контраиндикација или не е препорачливо, не треба да се користи кога имаме пак ослабена чувствителност, како и во претходниот случај што спомнавме, парализирани делови од телото. За нозете и за стапалата кај диабетичарите исто така не е препорачливо од истите причини, ради ослабена чувствителност, за едема или отоци, проширени вени или напредната васкуларна болест кога е во прашање. Кај малигнитети не се користи, не е препорачливо, кај луѓе кои имаат склоност кон крварење и кај стомачни или цревни чиреви исто така не е добро. И мислам дека е тоа, да. При оваа постапка ќе видите и самите, само да напоменам, треба малку повеќе материјали, значи оние облоги, сестрата која што ги врши овие третмани во видеото, си има направено своји собствени облоги од фланел, од волна, како по-погодни, значи тие облоги се топат, се натопуваат во вода и добро се истискуваат и потоа ги става во фолија и ги става во еден пекач или може и во рерната, во електричен шпорет, за да се загреат едно половина час. И потоа таа облога се става врз сува крпа на грб или на делови од тело кои што треба да ги лечите, да вршите третман. И така се прави тоа, и во видеото ќе видите 3 до 6 облоги се прават така. Инаку облогата стои од 3 до 5 минути. И нормално човек треба да биде внимателен при ваквото нешто. Тоа се прави со ракавици, затоа што станува збор за повисока топлина, температура на облогите, но е многу делотворно, како што ви кажав. И ќе видите, помеѓу секоја облога се делот од телото на кој што се става облогата, после облогата, значи се трие телото со крпа натопена во ладна, мраз вода, онака малку поистискана, и тоа се трие, значи повторно се става втората облога и така натаму, не ви објаснувам многу. Видеото е само објаснило, иако јас сечев некои делови затоа што е малку подолго. Меѓутоа, верувам дека сите многу лесно ќе ја сватиме методата, од што се состои. Така да, во продолжение ќе го пуштиме и ќе го погледнеме видеото. Ќе зборуваме за топли облоги. Најнапред ќе имаме вовет, а потоа ќе ја покажеме постапката. За овој третман мора да имате ракавици, бидејќи облогите се многу топли, па можете да си ги изгорите рацете. Потребни ви се и чаршафи, за да го покриете креветот, а и некоја пластична фолија која би одела под чаршафот, за да го заштитите чаршафот од топење. Значи, чаршафи, кебе, за на пациентот да му биде топло. Потребни се и облоги, а доколку ги немате, не е проблем, можете да користите пешкир, но земете некој подебел и ќе немате проблем. Ќе ви требаат и пластични кеси, затоа што кога се става топлата облога, треба да ја покриете со кесата, за да се задржи топлината и да не ги намокрите чаршафите. Ќе ви треба и сад наполнет со мраз и ладна вода, бидејќи кога ќе ги именувате облогите, ќе правите ладна фрикција, односно триење. Крпата не мора да стои на пациентот. Доволно е
само да се протрие пациентот за да се олади тој дел од телото. Ќе ви требаат повеќе пешкири, бидејќи ќе ви треба сув пешкир секогаш кога ќе менувате облогата, бидејќи вообичаено кога врз сувиот пешкир ќе ставите топла облога, тој се навлажнува. А влажниот пешкир ќе предизвика топлината побрзо да стигне до кожата, па можете да му наштети на пациентот. Затоа ви треба сув пешкир при секоја промена на облога. Не смееме да забравиме и вода. Кога се прави терапија со загревање, морате секогаш при рака да имате вода, за да не се случи пациентот да дехидрира и да му биде нелагодно. Ќе ви треба и фолија за заштита на вашите облоги. Сега, пред да преминеме на самата постапка, сакам да ви покажам како ги подготвувам самите облоги. Ќе одиме до лавабото. Ќе натопиме целата облога или пешкир со вода. Значи, целата треба да биде мокра, но не и премногу мокра, затоа добро ќе ја исцедиме. Да биде мокра, но да не капе од неа, за да не го изгориме пациентот. Треба добро да се истиска колку што можеме повеќе. Not able to get any more water out. There we are. Now I'm going to bring it back over here. Actually, maybe what I'll do is I'll just bring my tin foil to myself over here. Сега облогата ќе ја замотате во фолијата на следниот начин. Облогата можете на различни начини да ја затоплите. Можете да ја искористите рерната од електричниот шпорет. Или во еден ваков пекач, како мојот, може да ја загреете, кој може да го носам секаде со себе, па е практичен. Ја ставам облогата во пекачот и го вклучувам околу 20 до 25 минути додека добро не се затопли. Може да се користи и микробранова, само тогаш ќе користите пластична кеса наместо фолија. Некои користат и врела вода, со ракавици го потопуваат пешкирот во водата и добро го цедат. Но мене највеќе ми се допаѓа овој метод, побезбеден е и полесен. Денес ќе ви ја прикажам целата постапка, бидејќи при овој третман мора да бидете предпазливи да не го изгорите пациентот. Затоа, додека се прави третманот, треба да имате постојана комуникација со пациентот. При оваа постапка облогите се толку топли што на одредени избочени места од телото може да дадат додатна топлина, па ќе морате да интервенирате со ставање на помали парчиња крпа на тие места. Сега ќе ја ставиме првата облога, но најпрво да ви кажам дека имаме долен чаршаф под пациентот,
па озгора повторно имаме чаршаф и кебе за на пациентот да му биде топло. Да ве потсетам уште еднаш дека секогаш кога правите хидротерапија треба да бидете сигурни дека на пациентот му се топли стапалата. Кога ставате топли облоги, треба да имате доволно пешкири, така што јас имам доволно пешкири со мене. Треба пациентот добро за го замотате, за да не се чувствува непријатно. Овој пешкир двојно го свиткав. Облогите вообичаено ги топлам 20 на минути на 300 степени. And I like to use this little roaster, but you can use Да се осигурам дека не е премногу мокар пешкирот. Ќе биде доста топло и треба да бидете внимателни. Некојаш пешкирите се со различна дебелина, па треба да се внимава. Okay. So you want to cover it? You can feel it's going to be hot. Okay, I will get ready. Very hot anywhere? Okay. Потребна ви е пластична кеса за да ги заштитите сите други работи да останат суви. How are you doing? Is it too hot? Okay. Треба постојано да разговарате со пациентот, посебно во првата минута. Овде имаме еден тајмер, па ќе го наместам на 3 до 5 минути вообичаено. 3 to 5 minutes. So you want to be going 3 to 5 minutes. Are you still all right? So now we're going Сега ќе ја тргнеме топлата облога и ќе преминеме кон разладување. So I like to prepare my cloth. Ви треба мала крпа So you have to make sure you have a little bucket и сад со ладна вода да ви бидат при рака. Не треба премногу да ја цедите водата. И треба само на брзина да го истриете пациентот. Потоа ја прибришувате кожата да биде сува, за да не го изгорите пациентот при следната облога. Бидејќи овој пешкир е сега влажен, ни треба друг сув пешкир. Треба да бидете брзи во постапката, но не е така што пациентот ќе се чувствува неудобно. Постапката инаку се повторува и со втората облога и така ставате 3 до 6 облоги. На крајот ќе го покријам пациентот, а потоа или ќе го свртам овде, или ќе го ставам во кревет да одмара околу половина до 1 час. Бидејќи реакцијата е клучната работа која го подобрува ефектот од оваа терапија. Пациентот обично се чувствува многу релаксирано и сака и самиот да се одмара. Да повторам дека треба да се биде внимателен, да не го изгорите пациентот
и секогаш бидете во контакт со него. На крајот можеше да се види дека кожата доби убава розеникава боја. Ако ставате 6 облоги, таа ќе добие уште поубава боја. Ви благодарам на вашето внимание.